Водата во Гостивар се уште не е добра за пиење и по 2 недели од забраната надлежните велат дека резултатите од анализите се уште не се добри за да се повлече забраната. Министерот за здравство Сашо Клековски денеска порача дека мора да бидат сигурни во безбедноста пред да донесат одлука. Сакаме да бидеме максимално сигурни пред да дозволиме водата да се употребува за пиење и за подготовка на храна. Значи се следат пробите, тие ќе продолжат и во текот на викендот, значи секој ден од повеќе кориснички места се земаат проби. Во моментот чим 3 едно по друго проби ќе бидат соодветни за пиење, ќе биде ставен во употреба водовод. Оно што е важно дека водата сега може да се употребува за други намени, а не за пиење и подготовка на свежа храна, така што тој дел барем е разрешен. И тука не можеме да шпекулираме. Државниот ревизор Максим Ацевски пак им порача на надлежните да ги отворат ревизорските извештаи кои уште од 2007 година укажуваат дека гостиварското предпријатие работи неодговорно, неефикасно и во континуитет со блокирана сметка. Ако ги прочитаме сите утврдени состави во тој период, утврдени во следниот државен ревизор, ќе констатираме дека крајно неодговорно, непрофесионално и недомаќинско работење со јавното предпријатие, јавно предпријатие кое што е во континуитет со блокирана сметка, јавно предпријатие кое што има огромен број неправилности во своето работење и не преземало активности за испорака на доволно количини на вода за граѓаните. Поѓајќи од интоса и принципите 5.12, каде што Врховната ревизорска институција, односно Државниот завод за ревизија на Република Македонија има обврска да обезбеди подобар квалитет за живот на граѓаните, имаме обврска да истакнеме и истакнуваме во тој период дека во суштина јавното комунално предпријатие не ги преземало потребните активности во однос на она што значи водоснабдување на градот Гостивар. Според последните информации на телевизија 24, обвинителството во Гостивар се уште чека дел од документите кои ги побарало од општината и јавното предпријатие. Ке се прават и финансиски вештачења на спорните пумпи, а финансиската полиција ке го истражува и проектот за градскиот водовод финансиран со швајцарски и германски пари. Во меѓувреме во притвор се директорката на јавното предпријатие Комуналец Гостивар и двајца раководители во предпријатието. Тие се сомничат дека преку нелегално поставување пумпи во преливната комора во село Вруток предизвикале загадување на водата за пиење, со која се снабдува градот. Ова резултираше со епидемија на стомачни тегоби кај жителите, при што повеќе од 3000 завршија на болнички прегледи.